Бранимир, добар ден. Веќе месец дена живееш и работиш во Виена и буквално после сите овие настани пред 2 дена кои што се случија со терористичкиот напад, како е моментално во Виена, како се живее, каква е атмосферата, како го доживеа и ти лично целиот овој момент? Па денеска животот полека се враќа во градот. Јас излегов утрово, бев до околниот парк, што е на неколку стотина метри од мојот стан, и забележав прилично голема раздвиженост, можеби дури поголема од претходно. Веројатно затоа што луѓето 2 дена беа дома, па сега можеби излегуваат во поголем број. Така што денеска може да се каже дека животот полека се враќа во градот, но претходните денови беше навистина така специфично. Во неделата беше хаотично, панично, страшно, беше прилично лошо. Вчера веќе беше поинаку атмосферата, беше тажно, беше траурно вчера. Не постоеше некаков страв, но постоеше голема тага кај сите луѓе. И денеска веќе се враќа состојбата. Во неделата беше навистина и панично, и хаотично, и страшно. Премногу информации и дезинформации пред се ширеа, што правеше голема штета, се пласира разни шпекулации по социјалните мрежи и на некои од неодговорни медиуми, околу тоа не знам колку има загинати, па колку има напаѓачи, па каде се случуваат работите, па имаше шпекулации, дезинформации дека се држат заложници во одредени ресторани, па дека се пука по ресторани и слично, и тоа правеше голема паника кај луѓето. Потоа имаше интервенција од властите, кажа да не се шират дезинформации, да не се објавуваат слики, видеа, никакви работи на социјални мрежи, туку сите работи да се доставуваат до полицијата. И некако мислам дека тоа ја смири ситуацијата. И она што е специфично е дека тој ден беше последниот ден пред локдаунот, пред карантинот, и луѓето во поголем број беа излезени во градот. Тоа беше последен ден за искачање. И затоа имаше повеќе луѓе излезени тогаш и веројатно затоа и го направија тогаш нападот, сака да искористат ситуација кога има повеќе луѓе. Така што имаше зголемен број на луѓе што е излезен надвор и имаше многу луѓе што беа заглавени во местата каде што беа излезени. Дури да не беа во близина на настанот, на самиот напад, во другите места беа затворени, насоките беа не излегувајте, седете во местата каде што ќе се затекнете, побезбедни сте таму отколку на отворено и слично. И тоа ги задржа луѓето на тие места. Дури мислам дека имаше луѓе што цела ноќ или барем неколку часа, барем до не знам 2-3 преку ноќ останаа во тие ресторани. Така што тоа беше незгодно во тие моменти. Не се знаеше точно што се случува. Имаше дезинформации односно информации, не знаеме уште дали се дезинформации, дека има повеќе напаѓачи кои што шетат низ градот и пукаат и слично. И тоа направи доста голема паника. Вчера мислам дека реакциите беа генерално добри. Пораките беа, она што е многу важно после вакви напади и вакви настани, е пораките да бидат во насока на смирување и на сплотување, да кажеме, на заедницата, на општеството. И пораките беа дека непријателот не се муслиманите или имигрантите, туку дека непријателот е тероризмот кој што сака да ги заплаши луѓето и да направи раздор помеѓу нив. И денеска веќе можам да кажам дека градот се враќа во некоја си, не е тоа нормала, но тоа е некој живот кој што мора да се врати. И така што моја генерална оценка е дека градот добро го поднесува, добро се справува со сето ова што се случуваше. И само уште едно прашање. Каква е реакцијата во твојата околина, помеѓу твоите пријатели во Виена, помеѓу твоите колеги од работа, дека буквално главниот извршител на овој терористички напад е со потекло од Македонија? Па ја кога прв пат излезе таа информација, јас бев навистина потресен, дури скоро исто оноку колку што бев потресен кога се случи самиот напад, затоа што се плашев дека тоа ќе направи некој анимозитет и стигматизација кон нас кои што сме од Македонија, и дека можеби тоа може и да ги влоши, не знам, дури некои други работи, потешко да се добие работна дозвола и слично.
Но мислам дека тоа не се случува. Реакциите од она што го следам јас се генерално добри. Таа информација повеќе се пласираше од гледна точка на информирање, да се каже која е позадината. Не беше тоа во насока на тоа дека луѓето што се од Македонија се не знам лоши или дури се кажуваше и албанската етничка припадност на човекот, но и тоа не се кажуваше во насока на тоа да се, да кажеме, имплицира нешто негативно кон албанците. Тоа беше, мислам, повеќе во насока на информирање, како што се споделуваше информацијата дека оружјето и муницијата човекот ги набавил од Словачка. Така што мислам дека повеќе беше во таа насока и не гледам некоја реакција во однос на тоа. Зборов со некои колеги од работа, тие дури воопшто не реагира на тоа, кажа нема врска, воопшто не е тоа важно, не се ни зборува. Од она што го проследи во медиумите, исто така многу се зборуваше, веројатно и повеќе отколку за потеклото на човекот, за тоа како системот потврлил при неговата и интеграција и ресоциализација, затоа што тој човек пред околу 2 години или можеби нема ни 2 години бил осуден и бил во затвор. И потоа го поминал тој системот на пробација во затворот и го поминал тој тест за излегување, односно за условно пуштање надвор. Бранимир, благодарам за разговорот за Гласот на Америка и посакувам се да остане како што беше и порано. Благодарам и јас на вас и ви благодарам и за добрите желби.